Почитувани граѓани, еве повторно закон за градење. Овој пат по скратена постапка. И сега во модерен жаргон можам да кажам дека со законов за градење некаде сме 4-та сезона, 13-та епизода веројатно. Бидејќи тоа е актуелно, некоја са 4-та сезона, 13-та епизода, бидејќи јас мислам во овие 3 години, неполни 3 години од мандатот тука што го имам овие пратенички групи, заедно со пленарни седници и комисии, верувајте, имам повеќе од 100 пати зборено за овој закон. 4-та сезона, 13-та епизода. Тоа е закон за градење. Што би рекол заменик министерот, жива материја. Ама ова ептен жива изгледа. Почитувани граѓани, ајде да ви кажем од прилика за што се работи, бидејќи, како што кажа представниците на владата, овие 112-115 закони се поради усогласување со законот за државни и јавни службеници. Во еден добар дел од законите не е така, значи има полно плюс вметнати одредби и членови. Така да денеска и сега сакам да ви објаснам од прилика за еден член кој што доста дискутиравме на Комисијата за транспорт и врски. Има две страни на медалјата и двата се лоши. Инаку едноставно не можам да разберам како може да се дават вакви закони и вакви члени. Именно за што се работи. Со оваа измена дозволено е за објекти, односно за државни патишта, железнички пруги, гасовод и далновод, да се отпочне со градба без решавање на имотно-правните односи. Значи, покрај тоа што не се почитува правото на приватна собственост, барем во моментот кога ќе се отпочне со градба на вакви објекти, да се има регулирано комплет имотно-правните односи на целата траса. Апсолутно има две лоши страни. Која е првата лоша страна? Првата лоша страна е што и на инвеститорот му давате можност да избере секој пат за него најевтината и најкратката траса, што не е секој пат најдобро и за граѓаните на Република Македонија. Во принцип треба да се одбира на траса на која што има најмалку приватна собственост и најмалку штета може да се направи на луѓето кои што имаат таа земја. Кој е вториот лош дел? Вториот лош дел е што можете да дојдете во таква една абсурдна и смешна ситуација да по завршувањето на автопатот, гасоводот, далноводот или железничката пруга не можете да ставите во употреба, бидејќи може да се случи да одредени парцели кои што се во приватна собственост не бидат решени имотно-правните односи. И сега кажете како. Ние доста се расправавме на таа комисија, бидејќи вие по дефолт настапивте дека генерално инвеститор на овие линиски инфраструктурни објекти е државата. Меѓутоа не секогаш тоа е кај нас, бидејќи веројатно толку има кој се државата за да најде такви инвеститори да земат под концесија или јавно-приватно партнерство и така натаму, меѓутоа тоа е разговор за друг пат. Не секој пат мора да биде државата. Например, при градба на еден автопат може да се избере концесионер. Тогаш инвеститор ќе биде приватна фирма. Или при градба на гасовод, како што беше спогодбата со Руската Федерација, вие знаете дека во таа ситуација не е инвеститор државата, туку е приватна компанија инвеститор. Или, еве сега последната јавна објава што направивте за чинам приватно фирма, мешовита приватно партнерство за прстенот гасоводен околу градот Скопје, ќе биде инвеститор таа фирма. Нити ќе биде градот инвеститор, нити ќе биде државата. И сега што може да се случи? Отпочнува овој приватен инвеститор со градба и ја завршува градбата. Арно, ама има дел од парцели кои што не се решени имотно-правните односи. Проблемот е што тука
експроприација на овие парцели не може да врши приватната фирма. Експроприацијата ја врши или владата, или локалната самоуправа. И сега може теоретски да се случи одредени парцели кои што не се приватизирани, поради нив еден автопат од 500 милиони евра или еден гасовод од милиарда евра да не може да се стави во употреба. Или јас да сум собственик, како што ви кажав на самата комисија, имам парцел од 5000 метри квадратни. Тој гасовод или тој автопат поминува низ моето земјиште. Во моментот кога ќе биде завршен овој објект, јас ќе ви кажам, како на приватна фирма, да, ќе ви го продам за 500 милиони евра. Бидејќи тоа е условот во законот. Не може да се стави во употреба се до моментот додека не се регулираат имотно-правните односи. Или имаме, другачие кажано, со други зборови, една абсурдна ситуација, во која што ќе се отпочне да се гради без регулирани имотно-правни односи, ќе се гради низ приватни парцели. На крајот, кога ќе се заврши градбата, може да се случи да се уште дел од тие парцели бидат во приватна собственост и оно што е изградено не може да се стави во употреба, бидејќи услов за ставање на употреба е расчистени имотно-правни односи. И сега, кога тоа ви го објаснувавме, имавме проблем додека го разбравте, се надевам дека го разбравте и се надевам дека ви е јасно каква абсурдна ситуација може да настане. Инвестиции на приватни компании, странски компании, кои што може да бидат од десетици до стотици милиони евра, да стојат заради инатот на некој, бидејќи сака да постигне висока цена. Од тие причини, никако, ама баш никако, не сме градба, било каква, и ние тоа го зборевме неколку пати до сега, да се отпочне се до моментот додека не се регулирани имотно-правните односи за цела траса. Јас верувам и сега исто да се случува. Сечете ленти, ама имотно-правните односи не ви се регулирани на голем дел од парцели низ кои поминуваат овие градби. Ја не знам дали тоа го има во друга држава, сме во нашава. Тоа е брутално и кршење на уставот и правото на приватна собственост, работи кои што не знам колку пати сме ги зборели од оваа говорница. И навистина е, ова не е дека на некој не му текнало во Министерството за транспорт и врски. Ова е буквално од незнаење, непрофесионалност. Ние имаме такви искуства со закони од ова Министерство мал милион. Или доаѓаат необмислени, или ќе ги дадат, па после во меѓувреме ќе интервенираат на сите членови со амандмани, па ги менуваат по 15-20 пати. Тоа е тотално непрофесионален однос. Значи, немање, не знам, навистина не знам што да кажам, како да кажам, да не ги навредам тие што работа, ама веројатно и треба да се навредат. Еден нормален закон до сега не дојде до ова министерство, или да нема техничка грешка, или да нема некоја необмислена работа, или ако се менуваат одредби, се делуваат, се менуваат во дел од членовите, не се менуваат до крај. На крајот на криштата и оваа одредба. Ова е веќе сменето за гасоводите. Ова е со закаснение менувана одредба. Од претходна некоја измена забораено да се смени членот 88. Се е тоа незнаење. Ја не знам како е возможно. Има ли таму правници, има ли правност, има ли некој што воопшто има визија и мисли што работи во Министерството за транспорт и врски, или овие измени ги прави само по потреба на одредени поединци, затоа веројатно 15 на пати е сменет во само овој мандат, овој закон, веројатно за потребите на одредени поединци кои што урбана мафија веќе старето избор, депласирано, ова е нешто многу повеќе од мафија. На крајот на криштата го видовме и текот на становите во цели згради. Тука имаме и колешки кои што доста добро се офајдили од таа работа, така да воопшто не е ни за чудење зошто законот за градење е менуван волку пати. За сето тоа има надокнада. Благодарам.